Во Битола бевме во посета и на болницата Плодност, каде што разговаравме со повеќе доктори кои што говорат на темата оплодување. Разговаравме со доктор Таше, кој што ни кажа нешто повеќе за историјатот и работата на оваа болница, како и за инвитро оплодувањето. Добар ден, докторе. Ке може ли да ни кажете нешто повеќе за оваа болница? Добар ден и добро ни дојдовте. Можеме ми е драго што не посетивте, инаку за информација на вашите гледачи, односно нашите гледачи, дека оваа болница отпочна со работа минатата година во септември. Тоа е приватна гинеколошко-акушерска болница ИВФ Центар за хумана репродукција. Оваа болница всушност е континуитет на поранешната мала ординација Плодност од Битола, која што беше мощно препознатлива според дејноста што ја вршеше изминатите 10 години, тоа беше примената на инвитро фертилизацијата. Уште тогаш ние се етаблиравме како мощна успешна ординација со многу голем успех и голем процент на бременост, и ова е типичен пример како од една мала ординација во нашата држава, ако се има желба, ентузијазам, ако работите поштено и ако имате успех, може да се направи еден поголем објект како што е оваа болница. Инаку оваа болница располага со 2500 квадрати и ги содржи сите они оддели кои што ги содржи една современа гинеколошко-акушерска болница. Значи, имаме оддел за оперативна гинекологија, имаме оддел за инвитро фертилизација, нормално имаме оддел за интензивна нега, за педијатриски услуги, неонатологија, акушерство, оддел за интервенции. Она што е битно за нас во последно време е тоа што се повеќе го добиваме епитетот на мощна и успешна болница. За тоа се доказ до сега повеќе од 800 успешни операции во разни области од гинекологијата и акушерството. Применуваме операции најтешки и најсложени кои што се применуваат во цела Европа и цел свет. Кога станува збор за лечење на неплодноста, ние сме доста препознатливи во оваа област и оттаму е зголемен интересот на пациентите кои што доаѓаат за оваа проблематика. Предничиме во Македонија и во регионот со високиот процент на бременост, кој што моментално ни се движи околу 51%, инаку варираме од 43 до 64%. Тоа е еден огромен процент на задоволително ниво, благодарение на симбиозата која што постои помеѓу мене и тимот кој што ја работи оваа процедура. А треба да ги прашате пациентите кои што престојувале во нашата болница за различна патологија, вклучувајќи од прегледите, преку раѓањата, успешно завршените бременности преку инвитро постапките и операциите. Нема незадоволен пациент. Особено ме радува фактот што досега од толка голем број на оперативни процедури не сме имале ни една компликација. Прераснуваме во многу успешна болница во југозападниот регион и станавме бренд за југозападниот регион, не само за Битола. Многу луѓе од Република Македонија се заинтересирани за инвитро оплодување. Каков е процентот на луѓето и пациентите од странство кои што доаѓаат во оваа болница? Како што поминува времето, така ни се наголемува тој број. Мислам дека едно 10% покриваат од прилика. Моја предпоставка е со тенденција овој процент да ни се зголеми уште повеќе. Во последно време има интерес од околните градови од Грција, веќе доаѓаат од Албанија, од крајот пограничните градови, особено од Корча, веќе тие тука користат не само услуги за инвитро фертилизација, туку и користат услуги за други процедури. Имаме пороѓај од жена која што беше од Корча, од Албанија, доаѓа за оперативните процедури, инаку морам да го напоменам фактот
дека почнавме да применуваме најсложени операции и најтешки операции, кои што се применуваат само во мал дел од клиниките во Македонија, и ме радува фактот што веќе и нема процедура која што се работи во светот, а ние не можеме да ја направиме.